Емисијата ова утро ја завршуваме со гостинка на која што јас искрено и се воодушевувам. Таа не само што е писателка и тоа успешна, таа издавач не само на своите дела, туку и на други. Згора на тоа, таа е собственик на книжарници и на сето тоа, таа е мајка на 3 деца. Добро утро за Емилија Златкова Атанасова. Емилија, навистина имам едно прашање, како успеваш сето ова да го изменаџираш? Имаше некоја тајна формула? Добро утро најпрво. Благодарам за поканата да можеме да си поразговараме. Искрено со тебе разговорите ми се секогаш уживање, така да верувам и денес имаме едно убаво време. Ова прашање многу често го слушам. Искрено и јас на крајот на денот те прашувам многу пати како успеав да ги завршам сите работи. Немам никаква тајна формула. Немам никаква тајна формула. И јас имам само 24 часа на располагање. Само 2 раце? Само 2 раци, 2 нозе. Многу пати велам, зошто не можеме, не ни дал Господ, ете да речам, способност да можеме во исто време да правиме повеќе работи. Али ако се сака, се успева со многу жртви, способност сепак правиш повеќе работи. Жртви, со малку спиење. Денот траи многу повеќе од ноќта што траи од времето за одмор и така да. Емилија, ова утро не си тука само на разговор, туку имаме и еден повод за славење, затоа што неодамна отвори нова книжарница во едно мало, убаво, интимно катче во срцето на Скопје, во градскиот трговски центар, местенце кое што мириса на книги. Нека ти е честито. Нова книжарница Збор во ГТЦ. Благодарам многу за честитките. Да, како што рече, едно малечко местенце, каде што читателите ќе се надеваме, ќе си го најдат своето катче, да дојдат да си разедат, да си купат наши книги од Збор, но и книги од другите издавачи, но имаме и така едно мало местенце каде што можат ете ако сакат да се задржат малце повеќе, да седнат, да се напијат кафе, да поразговараат, да се консултираат околу книгите, па ако не да внурнат малце во книгата, да видат дали е таа соодветна за нив, така. Мислам дека навистина местото, локацијата е супер. За сите подеднакво далеку, така да верувам нема да имаат оправдание читателите да не посетат, да не одминат, но да влезат макар на 5 минути и да видат што се имаме таму. Емилија, со оглед на тоа што имаме повеќе области за разговарање, пред да отвориш книжарница, пред да станеш издавач, првенствено беше писател. Имаш дипломирано, завршено македонски јазик и книжевност, така што воопшто не е чудно што вплива во писателските води. Ги знаеме, веќе те знаеме од како излегуваат твоите дела. Ме интересира уште како студент, дали имаш нешто што вреди, а ете никогаш не си се осмелила да излезе на светлина? Мислите некако напишано нешто? Првите обиди уште како студент, да речеме. Знам дека уште од средношколски ден имаш пишувано. Да, во средношколски години, мислам, тие години, уште нели пред 18 години, го објавив тој детски роман прво. Како студент, ете, тој период интересно беше што единствено тогаш пишував поезија. Оние што ме знаат, што ги читаат моите книги, знаат дека јас сум повеќе прозаист, пишувам проза, пишувам романи, скоро воопшто да не пишувам поезија, но ете во тие студентски години ја објавив мојата единствена стихозбирка која ја имам. Не дека не пишувам, ама за мене поезијата е врвот на книжевноста, нешто што не се треба да се експериментира и да се игра со неа. Туку навистина ја почитувам поезијата и ја едноставно пишувам само кога тоа доаѓа да се напише, не да седнеш и наменски да го напишеш. Да, но ти си позната токму по тоа што сакаш да експериментираш. Мислам дека нема жанр во кој што не се имаш обидено. Што е она што е сепак и покрај различните жанрови заедничко за сите нив? Да, и жанровски, и ете, и од тој аспект пишувам, сум се обидел поезија, романи, раскази, имам драми, текстови имам напишано.
Заедничко во сите е што сакам секогаш позитивна порака да пренесам, независно дали е тоа поезија, проза, дали е, нели, кој жанр да е. Ети трилери пишувам, но секогаш сакам да има една позитивна порака кај што дури ете и како правило во збор тоа го пренесов на некој начин, да книгите кога човек ги прочита да заврши како со повеќе надеж, како охрабрен, а не уште толку нели дотепан, како што би рекли. Да, но и другите како те доживуваат на една од промоциите, промоторот го издвои како заедничка нитка дека е вербата во луѓето и верноста на луѓето. Дали тоа го потенцираш сакајќи да ја разбудиш таа верност кај нас или пак навистина сметаш дека сепак се уште постои? Многу често знаеме ние луѓето не кажеме нема верност, нема пријател, не може да се најде сето тоа кај другите, но јас тргнувам од фактот од себе си. Биди пријател, биди верен, биди ти тоа што сакаш да бидат другите спон тебе. Во тој случај нема нема пријател. Но проблемот е што постојано ние бараме некој да ни е пријател, некој да ни е верен, ама не тргнуваме од себе си. Не даваме, сакаме само да примиме. Да примеме. Значи, има една убава поговорка која многу пати ја слушаме, ама всушност потекнува од Библијата, вели прави им на другите тоа што сакаш да ти прават. Така да, ако сакаш пријател, не им го прави тоа што не сакаш тебе, така. Јас повеќе ја сакам ова со прави, затоа што не прави нема акција, но да покренеш акција веќе чекор повеќе. Како твори Емилија? Секој си има некој свој начин, да речеме, или свој дел од денот, или свој ритуал? Немам, пак ќе речем, и во врска со пишувањето некој ритуал. Најчесто, неколку последни книги, ги имам сонувано претходно пред да ги напишам, така да кажам. Ми било некој сон како инспирација да напишам книгата. Среќа што ги памтиш. Па, мора да седнам да го напишам набрзо, иначе тоа се губи, не. Ти си сама свој издавач и не си задаваш рокови, како што некои други веројатно имаат мака. Што се случува кога, има некој писателски блок, кога едноставно не оди? Претпоставам дека нема писател на кој му се нема случајно тоа, така? Не ми се случило да имам блок, но имам блок за времето. На почетокот почнавме затоа што многу повеќе работи, многу повеќе врски, многу малку време за пишување и секогаш го ставам понастрана на пишувањето, така да тоа трпи сега моментално да испадне некоја нова книга или немањето време. Значи, идеите се тука, можеме да постојано само да погледнеме околу себе еднаш, да прошетаме некаде во природа и инспирациите си доаѓаат таму. Емилија, прв пат кога ми гостуваше овде беше времето на пандемијата. Добрата страна на пандемијата, кога станува збор за пишувањето, е што тоа беше еден неверојатно плоден период за македонските автори генерално. Продолжи ли тој плоден период? Продолжи ли сите тие имиња што тогаш се појавија да пишуваат, да креираат? Односно, еве вака, како издавач, да речеме, некој што ја прати целата македонска писателска сцена, како би оценила? Во време на пандемијата, да, имаше некои имиња кои се појавија, кои така беа добро прифатени, кои се читаат и уште. Нема да минувам, затоа што ќе заборавам, нема да спомнам некој, ама постојат како имиња. И јас во тој период се вратив на објавувањето, не на пишувањето. И ги прифатија моите книги во тој период најмногу да се читаат. Има кои објавиле во тој период, ама последниве години ги нема, но има и кои се појавиле после тоа. Добро е тоа што во последно време има се поголема подршка на македонските автори. Сега треба нормално ние како издавачи да правиме баланс во врска со
со поддршката на автори. Но јас пак ќе кажам, не секој што ќе објави една книга ќе стане писател. Така да некогаш сум имала случаи, една авторка објавила книга и било као минувала некој процес и тоа и било како последно филтрација на тој процес на минување и таа личност може би никогаш веќе нема да. Добро, ако не ја и помогнало и тоа е веќе тоа, ама може на некој друг ќе помогне. Никогаш не знаеме, книгите секогаш се имаат свој читател, не. Така да нема ништо лошо, некогаш ви кажат добро, знаеш, ни наоѓаат замерка дека поддржувам многу автори, ама јас се држам до тоа дека не мора ако еден објави една книга дека ќе стане писател. Не знаеме што значи таа книга за него. Да се навратиме сега на издаваштвото твое, а воедно и на новата книжарница збор во ГТЦ. Донесе овде намаса некои од делата, да знаат гледачите што ме нешто намаса дека може да се послушат, односно дека за тројца гледачи следуваат 3 книги. Ајде да видиме кои се новитетите, предпоставувам, од она што си го издвоила да се печати, што си издвоила сега да покажеш, да промовираш на некој начин ова утро овде? Се мислев што да донесам искрено, затоа што имаме прекрасни и преведени книги и прекрасни автори македонски, не сакав никого да изоставам, ама овде имаме баш така различни жанрови на книги и имаме еден млад поезија, една книга поезија од еден млад автор и избрав да ја донесам и таа книга затоа што сакам да потенцирам дека поддржуваме млади автори, посебно млади во години, нели? Тоа е Никола од Паланка кој е средношколец, ама навистина детево твори многу. Ако може да се видат и книгите, да. Да. Така да, поради таа причина ја одбрав таа книга заради тоа што е поезија и за тоа што е млад автор. Тука има една книга, моја донесов, чисто да не да подарам, сакам секогаш од моите книги. Оваа година имавме прв пат една книга која е така во тој жан, како што би рекле, многу ми на популарна психологија. Ја објавивме за сајмот на книга и беше доста добро прифатена. Сега оние што веќе ја прочитале ќе видат дека сепак иако припаѓа во таков вид на книги, сепак се разликува многу од многуте и многу, например, само уште една таква книга психолошка ја споредуваат со ова и со она. Не дека ние сме објавиле, ама за мене оваа книга е многу значајна. Активирај го твојот мозок, книга која верувам во денешно време многу ни е потребна. Баш ако кажеме буквално преводот значи вклучи мозок, како нели разговорно знаеме да кажеме, затоа што многу пати не го вклучуваме мозокот во денешно време. Мислите ни се примани можеби од медиуми, од ваму, од други, од политичари, ама дали навистина размислуваме, дали тоа што го кажуваме, живееме, го мислиме или се само информации кои сме ги примале на некој начин. Книгава е прекрасна, има 21 ден детоксидација на мозокот, токму тоа го правам. Психолошка, да. И ја имаме сладолет во италијанска вила која беше го имавме ексклузивното право да ја објавиме во денот кога испадна и на англиски. Да, тоа немам слушано до сега дека тоа е возможно, значи и на некој начин и светската промоција истовремено со македонската, така, да. Јас не што треба време нели да се преведе тоа, добро, браво, секоја чест. Јас не стигнав да истражувам дали имаме таква книга претходно на македонски од било кој друг издавач, ама еве за мене беше посебна радост и гордост да во исти ден кога ја промовира на светско ниво, ние имавме промоција на македонски јазик. Една прекрасна книга која ги освојува читателите. Вака ќе направиме се соглед на тоа што немаме време да ги вклучуваме гледачите. Првите тројца што ќе се јават, ќе добијат по една од книгите. Впрочем, ќе дојдат во книжарницата збор во ГТЦ и таму ќе се договорите можеби кому ќе му биде која книга. Може и така. Да.
Емилија, многу ти благодарам на овој разговор. Уште еднаш честитки за самиот крај. Еве со кои зборови да ги поканиме гледачите да ја посетат твојата новоотворена книжарница? Што е она што ќе почувствува таму и зашто нема се покајат ако дојдат? Верувам дека ќе имаат едно пријатно време и вработените таму се многу пријатни, не го кажувам само јас тоа, секој што дошол го кажал тоа. Ќе ве пречекаат со насмевка, со убави зборови, бидете сигурни дека ќе си заминете со вистинската книга која ви треба, затоа што и вработените се вистински психолози, знаат да проценат која книга На некој начин ќе имаат можност да ја напуштат оваа реалност и да влезат во еден друг поубав свет. Поубав Така? свет, така, да. Ти благодарам, Емилија, ти посакувам многу успеси.